Почитувани гледачи, го гледате најновото издание на емисијата Мој пат. Гостин во оваа емисија е господинот Шефки Идризи, собственик на Ренова. Господин Идризи, ви благодарам што прифативте да бидете гостин во емисијата Мојот пат и да го раскажете вашиот пат, каде што има доста да се раскажеме. Благодарам и на вас. Да кажам, мојот пат. Јас, како и многу ми на нашите што беа, вклучително и татко ми во печалба во Швейцарија конкретно. Јас оттаму почнав мојата кариера. Се зареев јас како особа за видов дека можам да правам по моето школување таму, по мојата пракса со швајцарците, што јас сум многу благодарен на нив. И така дојде времето за да јас се вратам во матична земја, во Македонија. Беше тоа време пред распад на Југославија. Иако што не се веруваше дека ќе може да се дешава нешто, али се десило што се десило. Конкретно 91-а јас се одлучив да се вратам. 92-а од јануари и февруари јас почнав тука со моите инвестиции тогашни, што беа за тогаш гиганти, огромни, а денеска е тоа минимално, да кажеме, со 100.000 марки почнат капитал. Така, со почеток од март, односно 92-а, почнав со тројца луѓе и јас сам по градилишта, завршните слоеви, фасадирање, глетување, фарбање, така натаму. Фала на Господ, работивме добро во тие лошите услови на тоа време, што многу мина се смееле тогаш во мене и ми викале дека овој дечко носи песок од Австрија да мачка нашите куќи во Македонија. Само јас се знаев тоа дека иднината ќе е барова. И така се десило што го зголемивме количината што влековме од Австрија. До 95-на ние тогаш се одлучивме да правиме некоја инвестиција. Така и започнавме, 97-ма го отворивме првата фабрика, тука кај што сме ние. Иако што беше на тоа време тржиштото многу мало. Али со нашиот напор, со нашите луѓе, убедување на фирмите дека со овие материјали полесно се работува и поише се печели, се најдобро. Кризата во Косово што беше 99-та ни сметаше многу. Со тоа 2001 нашата криза тука, а мене ме интересираше само развојот, економијата наша. Точно во 2001 ние почнав да градиме втората фабрика во Косово. И така се десило од 2002 го пуштивме таа. Желба беше многу голема. Јас во тие години не видев никакви граници. Сила невидена беше и се опоши во Албанија обезедив локација за фабрика. Па во Битула купивме Битуласил, сега е Реносил. Па ајде кожарата тука го се делче во Тетово. Па ајде крачарата во Качаник. Па ајде клубот да оставиме, да им подариме на младите нешто. И така станавме ние нешто поголемо што бевме од тројца вработени, стигнавме дека 300-400 луѓе. 2009-та почнавме со трговскиот центар, знаете, во Тетово, заедно со хотелот. И таа заврши 2014-та. Хотелот не отворивме, бидејќи сакавме да биде во ланец на некои светски брендови, како што е Меркур од Акор групација. И тоа сега е стабилизирано, функционира, осим овој момент што не функционира како што треба. И моментално можам да кажам дека сме на 600 вработени, треба да се грижиме за нивните плати и правиме се што за да бидеме подобри и во овие лошите времења. Да. Вие се одлучивте за оваа дејност или пак можеби вашиот родител се занимавал со оваква дејност која што и тука, нели, сега вие да речеме примарно. Како, нели, идејата дојде да произведувате, нели, материјал потребен за градилишта? Покојниот
татко ми не работел на овој правец, значи тоа лично мој, јако што од него има многу. Бидејќи он мене ме стружи, ме среди како човек за да бидем човек на патеката што треба да бидам. Инако ова е моја професија што сум го научил во Швајцарија. Значи школа, пракса, средување, јазици, сите тие нишани. Тогаш што се одлучив овде, беше првично јас мислив да почнувам таму самостојно. Со жена ми разговаравме, жена секако рече, окей, ке се преселиме од тука со децата да живееме таму. Од другата страна, татко ми и мајка ми сакав и нив да ги земам таму. И оние двајцата истовремено, синко, Господе да дава колку да душа сака, а ние ке умираме тука. И на тој момент јас тврдив мојата идеја. Овие луѓе реков се радувале во мене кога сум родил машко, и јас да го оставам на последните години сами. Реков не, да се вратам во дома, во Тетово, во Македонија. И така се вратив. Потребата за материјали тука немаше вакви материјали. Имаше само во Австрија, што јас бев тогаш и представник од австрийска фирма за цела бивша Југославија. Тогаш јас ги замолив австриците, бидејќи јас бев мал и немав толку капитал. Ги прашав нив дали би они биле спремни да инвестират во Македонија. Оние, имам ден денеска и тој за мене голем споменик, дописот нивен. За жал не сме заинтересирани за Македонија, многу е мало тржиште. Доколку вие би гарантирале нас толку и толку тонажа на таа и таа цена, што беше невозможно тогаш. И јас не можев нив да ги убедам, ај ги почнам сам. Сам, значи, напоследно не беше идејата тогаш, хајде 500.000 марки, ќе можеме да ги собереме и да правиме со 500.000. А тогаш заврши со 4 милиони марки инвестицијата. Али имавме многу добри работи. Што работивме и надвор од Македонија. Хотел Рогнер во Тирана, странска инвестиција од австрици беа. Ние со нив се знаевме, они не го дадоа довербата, внатрешно, надворешно, црни кошулки и беше добра вредност, добри пари за нас и за нив беше добро. За нив поевтино него австрийски фирми да донесат, а за нас беше добро бидејќи австрийски цени плаќат. И тоа нас многу ни помага, а и тука станавме поголеми, накај 40 души, 50 души. Бевме сега, не цела Републиката работивме и собравме толку средства за да можеме надежот од 500.000 марки. Али како влагавме во ора, народот што вика, даваш банка, да влезеш 10, не можеш да излагаш од ората. И така беше тоа. Да. Интересно беше што кажавте, нели, на почеток кога сте почнале со тројца вработени и граѓаните, еве тоа како анегдота било, како ти фарбер со австрийски материјал. Дали може би, да речеме, нели, при распадот на Југославија, вашите заложби на некој начин, вие сте го донеле новиот тренд на производство на нови простори, затоа што знаеме, нели, тоа со какви материјали се градело. Вие на некој начин сте го донеле тој западен стил на градба, односно западни материјали. Тоа го покажува и реалноста кога се вратив јас во цела Македонија, да разборим понатаму, па се беше исто, целиот систем. Да. Мајстори што работи во градилиште, ако се сеќавате во старите фирми што беа, да ги споменем по имења, со плава униформа, со опанци, без шлемови, без ракавици, без заштита. Беа на градилиште, со лоши материјали. Стандардот тогаш беше, па и се уште тој ние го користиме и стандардот во РМ, беше еден мајстор да мачка дневно 10 квадрата. Таа категорија на луѓе беше за жал, бидејќи тие беа потрошени, стари луѓе, не беа моćни да работат. Од како јас се вратив?
прво што зедов тројца млади дечки. Беа од некај 20 плюс минус. И јас сум бил 30 годишен. Првото што ми беше возилото, едно Југо Корал 55 имам, му ставив на лепница фирма со број на телефон. Униформа на вработените. Времето, работно време, 15 до 7 бевме пред магазинот кај што тргнавме на работа. Во 7 сме биле на градиште. 9 до 9:30, што денеска тоа е доручек пауза. 12 до 1. И така ние бевме првични во целиот регион со униформа и со време, да кажем кога се работи. После нас почнаа поише други видео дека тој систем да имат луѓето униформа, да имат заштита, да имат ракавици, да имат добра опрема, да имат добро скеле да се работи и да може човекот не да мачка 10 квадрата дневно, туку да мачка над 100 квадрати по особа. И да не се умара како порано со тој класичниот Малдер. Затоа убедливо ние сме први во целата бивша Југославија. Да. Како успеавте во тоа време да го набавувате материјалот, нели? Затоа што не бил во бивша Југославија, ние сме Македонија доле на југот од цела Југославија. Како? Затоа што секојдневно сте работеле со тој материјал. Да. Тоа била голема мака. Првичните тури беа со железничка. Од Австрија до кај нас во Македонија. 92-93. 94 нели почна кризата измеѓу Србија, Босна и Хрватска. Тогаш веќе не функционираше железничката. Тогаш ние бевме принудни, најскапа цена сме платили за еден шлепер од 22 тона 8000 марки. Требаше возилото да кружи од Австрија, Унгарија, Руманија, Бугарија да стигне до тога. Тоа беше можда една полугодина што плативме толку скап превоз и само да престанеме, само да обстанеме, само ние да ја држиме тоа што не можеше да печалиме. И после од како видовме дека се користи таков материјал, се бара материјалот и ние се одлучивме да инвестираме тука. Тие години беа не баш добри, иако што бевме ние на почеток на растот, али успеавме да ја менеджираме тој момент и се спасивме. Да. Времињата биле тешки, кој што кажавте, нели, со извоз, увоз, бивша Југославија, меѓутоа дали не дојдовте на подршка од конкретно македонски институции во тие 90-те години за да почнете сам и да внесете нов тренд на градба и на материјали? Реално обратно беше. Вие не сте млади, се сеќавате. Ние имавме одобрение за градба. Тогаш имаше некои проблеми. Ако се сеќавате, не би сакал да ги спомнам точно. И покрај тоа што имавме ние одобрение, се собрале, ги загревале луѓето од напроштено преку ТВ и новини дека овој тип на фабриките е загадлива и некој си новинар тогаш пишуваше дека најмалце треба да биде 300 км оддалечено од живеалишта, од луѓето, што не е точно. Тогаш не беше мака. Тоа било 96-97 од октомври до некај март. Дури успеав да ги убедам тогашните политичари и првните сватија дека тоа е окей. Помош немавме, али немавме ни пречки. А тие од октомври до март имавме и пречки. Дојде ни неколку пати инспекторијатот од градежот да ни запира, да не работиме. Не беше убаво време. Не беше убаво време, али јас бев убеден во себе што тип на фабрика и што би значило за нас во целата држава, за да имаме нашите производи тука. Наместо тие пари за превоз да идат во странски шпедиции што носеле тогаш, тие средства би останале во чепот на нашиот народ. И така се десло, али, окей, и тоа може да е добро. И тоа може да ме помагало што имав толку големи притисоци и маки. Значи, не е баш гладко. Ниједна работа, па и ова наша не било баш гладка. Да. Сега Ренова, или како пример на дејност, какви дејности се има да ни кажете?
и каде има производствени погони и усителски вашите фирми? Па осим... Почувајќи го и фудбалскиот клуб, да. Да. Осим производство на градежни материјали, од глед маси, лепкови и сите тие работи, имаме, значи, првата е во Македонија, тука, втората во Косово, третата во Албанија. Со овој тип на производство го покреваме целиот Балкан, дори извезуваме и за Европа и за арапските земји. Друго, имаме во Косово кречана, вар. Трето е кожарата во Тетово, Реновелор и иначе Гоце Делчев што беше порано. И во Битола имаме Битола Сил, Рено Сил денеска, тоа е обработка на кварцниот песок и перлитот. И тоа има доста за извоз, кожарата секако за извоз, освен сите овие другите. Ние се одлучивме во Тетово, трговскиот центар и хотелот. Тој спаднал така спонтано да кажеме, хајде да инвестираме во една зграда, во локацијата што е, а тамо беше проектот и идејата да имаме еден добар хотел во Тетово. Иако што многу инвестирано за оба, за Тетово, за ово подрачје, али јас сум горцо тоа што сум го направил. Не дека работи толку колку што треба, споредба со другите хотели што има на Тетово или мотели, тие се добри, али имат помал капацитет. Ние моментално тамо работиме со едно 30-35%, а хотелот има 100 соби. Моментално во ова состојба на ковидот, значи не работи хотелот, трговците се отвори пред неколку дена, ресторанот на врвот, знаете, руфтопот горе, тој е прекрасен изглед, има 360 степени се гледа целиот регион. Убаво е, тамо со тоа јас исто се гордем, бидејќи ресторанот е прекрасен и на летно време има од сите луѓе што постојат во планета. Имаме секаква, има американци, има африканци, има кинези што доаѓаат во хотелот и за мене е тоа голема работа кога ги гледам луѓето сите заедно седнат и тоа во Тетово, не е тоа во Париз или во Рим. Со тоа сум гор што е направено тако и надежда е дека ќе доаѓа еднаш да се развива уште поише стопанството во Тетово и во цела Македонија и да биде тој полн 100%, така кажа. Да. Ваши беа лични идеите, нели, освен производствена дејност, нели, на градежен материјал, да се занимавате со кожарство, со хотелирство. Како тоа, нели, навлеко кожарството беше ние да ја спасиме таа и да работи фирмата, да работат луѓето. Секако се разбира дека интересот на инвеститорите, нашиот, на мене и на брат ми, ние да имаме имот, нека биде тој различен од малтерот, а луѓето би работеле. Па, гледајќи и други фирми, западни фирми, кај што јас таму поише гледам, они инвестират и на различните праци. Не остануваат фиксно малтер, лепак, боја. Не остануваат. Секогаш се прави и нешто друго. Остие, што мислам дека не е лошо. Со формирањето на фудбалскиот клуб Ренова, сакавте можеби да покажете општествена одговорност кон младите, кон спортот, така? Сигурно. Јас не спомнав и фондацијата што имаме. Ще им помагаме на младите деца со добри резултати, а лоши економски услови во семејството. Колку време таа фондација? Фондација е од 2003. И клубот од тогаш. Слушај, ние се што сме работеле, заработеле, печалиле од овој народ. Значи, они не поддржале нас, што ние станавме тука што сме. И сега како можем да им вратам назад? Нема име кој е тој, сите граѓани нас не поддржале. Не само тетовчаните, пескопјаните, и струмичаните, и бидолчаните.
ги користеле нашите материјали. И затоа ние да им вратиме со добро. Со дел од школување, дел од спортот, што спортот за мене, јас не сум бил играч. Јас сум шутирал на лоптата, али не сум тој тип да сум играл со тоа, али гледам времињата како идат, има многу наркоманија, има многу такви лоши работи, бар да бидеме ние тие да спасиме неколку деца, да не идат на тоа патека, толку да идат на овој правец. Ние со Голубот пред неколку години, не знам која година беше, без Сарти Ибраими, беше кај нас и ние го дадовме на Шалкен Германија да игра. Па лани не многу, како си каже овој дечко, исто отиде на Германија, од кај нас. За мене многу значително е да имаме ние млади деца да играат надвор. Не Германија, во Франција отиде, не се сеќавам во името. И така ние, јас викам секогаш спортот е поголем амбасадор од сите другите. Ние да имаме млади деца, дечки, спортисти, да играат по гигантите. Не дека ние во Македонија ќе имаме некој клуб како што се тие, али од тука да биде изворот, да произлегуваат од тука и да идат таму да се покажат. Тоа е била наша желба и се уште постои. Сега полека се спремаме и стадионот да ја градиме. Да, тоа беше наредно прашање, или се зборуваше тука во близина, до каде се тие подготовки? Па се спремаме, веќе од вчера багерите таму работат, изравно теренот, средат и за можда 3-4 недели ќе се почне со градот. Ќе биде по некои норми стадионот? Да. Може ли да напишете за каков стадион станува збор? Конкретно. Слушате, да викам дека тој ќе завршува одеднаш се е многу тешко. Ќе се лажем. Меѓутоа, која е крајната цел Крајната цел е да биде стадионот 10-12 илјади гледачи. Да биде покриен, да биде по сите стандарди на ФИФА, УЕФА, да биде признат меѓународно, да можат да играме меѓународни утакмици тука кај нас. Во склопот на таа површина имаме таму предвидени и спортски сали, спортски базени, хотел, тенис, помошни стадиони. Та е ептен огромен проект. А ние ке работиме чекор по чекор. Плюс ова не потрефи кризата што е и моравме ние да намалиме инвестицијата, односно толку колку можеме. За годинава ќе можеме ние да ја средиме теренот и да ја почнеме една страна на трибините. Како ќе иде понатаму, година-две да продолжиме и другите да ја затвариме таа инвестиција. Значи тој стадион ќе биде за комерцијално употреби за младите и за развој на спортот, пливање и се друго така. Да. Така не е проектот. Каква е сега состојбата, да дојдеме на моменталната состојба со корона кризата? Знаеме дека сите дејности ги погоди, меѓутоа услужната дејност, нели, највише е погодена од оваа криза? Не знам. Не сум јас тој што знам, јас можам да ја кажам состојбата на нашата фирма дека не е добра. Не може на ваков начин да функционираме. Значи блокиране на сите страни. Не можеме надвор од граници да излегеме. Не може да влагат. Така не е и Косово, така и Албанија. Црна Гора што највише работиме, таму ни се ослободило границите, со црногорците секојдневно во контакт и носиме роба таму, се работи, али не е тоа што требало да биде. Инаку, јас да бидам против целиот свет не сум. Јас да знам, не знам, само јас слушам. Не можам, името не се сеќавам што беше германец, експерт еден, бидејќи не ги слушам почесто. Тој не веруваше во болеста на ковидот. Тој рече дека е обичен вирус. Го праша новинарите, па како вие мислите, рече многу едноставно. Тоа се реши преку ден. Стоп со тестирањето. Пуштите го народ да се движи да работи. Тој што ќе бара помош од лекарите, нека си иде во лекар. Другите нека си работат.
Тоа јас го копшам со Шведска. Шведска ништо не презеде. А со посолството кај нив расте. Единствена држава во светот што немаше никакви мерки, вакви оштри, а тие немат поише болени или починати од другите соседни држави таму. Од што е тоа? Зошто да биде така? Па не сум јас. И јас сум со експертот од Грамане што викам треба да се пушта народот, тој што ќе бара помош, медицината да му пружи помош. А на тој што не, нека си работи човекот. Моето. Колку сум точен, не знам. Господин Ризи, колку вработени имате моментално, сите дејности кои што? Па, во целата групација ништо над 600 сме. Над 610-15. Да, ве прашавме нели кои се вашите следни чекори, стадионот, може имате некои други идеи? Во главата кои што, ајде не сте ги остварили, а сакате да ги реализирате? Секако имаме. Сега ние исто годинава продолжиме тука со ширење на хали на производствени капацитети. Тука имаме два погона, едниот сувиот погон за сувите материјали, прашкасти, и другото за течни. И едното и другото ги сколемиме, ги уредуваме со нова технологија, побрзи, подобри. И да видиме, планови имаме во хартија, или не е добро да се каже сега се што ми се текина преку ноќи са бајле, викам јас ќе инвестирам. Нека си остана тоа за наредната година, да видиме што и колку ќе можеме да правиме. Вака, да се вратиме само едно прашање пред тебе, колку има 30 години кога сте побарали од австриците да инвестираат тука, они кога рекле дека нели Македонија е мало тржиште, мал пазар односно, дали можеби со тек на годините те стапувале во контакт со нив и дали они знаат колку сте напреднале? Сигурно да. Не сега, одамна они приметили што е тоа и барали после со работа, барале да учествува и ние, дај ни 50%, ти имаш толку и толку пари, беше тоа завршено. Да знаат. Па секако јас имам добри односи, после тоа со нив, не бевме непријатели. Туку бевме соработници, на нив не им беше убаво прекинав јас од нив да влечем материјали, да ги имам моите, али тоа помина за неколку месеци, си помина, па ние контактите ги имаме. Ни се знаеме со сите нив, зашто лошо ништо нема. Вака да ве прашам, каков материјал користат македонските компании, да речеме, и приватни, нели, кои што ги реновираат своите семејства? Внимаваат ли на материјалот и дали знаат да го препознаат добриот материјал? Тоа е мало проблематично. Ние како Ренова имаме нашата категорија на корисници на материјали. Знаат и да користат неквалитетни материјали од другите. Брзо им текина и доаѓа тука барачаре. Сме имали десетини случаеви. Користили не наши материјали, други, па имале маки, после дошле тука, барале чаре, јас не можам ништо да им помагам, осим да им кажам дека грешили што зеле, бидејќи секој материјал за своја намена. Имаме ние добар дел. Значи, несериозните фирми, несериозните инвеститори знаат нашите материјали со гаранција, 10 годишна гаранција им даваме на секој корисник на нашите материјали. Само условот е да се почитува техничкото упатство. Да не се злоупотребува материјалот, па после да има гаранција. Тоа нема. А на секој производ пишува како се работи, каде се чува, што се чува, и тогаш е окей. Сакам да кажам, ние имаме нашиот дел. Има и добар дел што барат само ефтино. А има други производители што ги пратат нив. Ефтино им дават. Ефтино што може да се земе. Во секоја рецептура, нели, ако сакаш месо, ако сакаш скара голема, треба да платиш месо. Можеш и салата да земеш за 150 денари да се најадеш, ама што земаш? И тоа е исто така, але не е само кај нас. Тоа секаде има и добри и недобри и средни материјали. Дали можеме тука треба да речеме инспекциите повеќе на терен додат да утврдат кој материјал е добар, кој не, нели да се
да ги научат граѓаните какви материјали да купуваат? Јас сум побарал од институциите, од политиката во Македонија, тоа фали, за да имаме институт за испитување на материјали. Институти имаме, само уредба нема, закон нема. Ако Зоран произведува малтер, лепак за лепење на плоча. Ние исклучиво работиме со норма, со европски норми. Нормативот вика лепакот за тој тип C1, C2 или така натаму треба да биде леплив на тоа сила, флексибилност на тоа сила. И така натаму, абразија и сите тие ништа, тоа го кажува норма, не јас. Кај нас нема тоа. Кај нас нема некаква контрола кој што произведува. Значи секој полни една vreća, поише мина што има, не вршат анализи на материјал и нема сертификати. Ние ги имаме и CE стандарди за нашите производи. Ние имаме две лаборатории во Германија, една во Бургаузен, другата во Висбаден, што не ги испитува нашите материјали. Потоа ние го развиваме, развиваме рецептура нова. Го праќаме и во една и во другата лабораторија, оне кога ќе вика дека окей, може да поминува, тогаш ние почнуваме тука да произведуваме во линијата, да имаме стандарден производ. Пред тоа исто ние ги праќаме во европска акредитирана лабораторија да имаме сертификат за тој производ. Сите нашите производи имат таков сертификат. За жал кај другите нема. Доколку ќе има кај другите, значи иста музика, иста ора ќе треба да се игра. А вака не е иста музика и иста ора, секој игра на свој начин. Да. Меѓутоа, најверојатно како што нели кажавте пред 10 минути, во принцип да речеме познатите фирми кои што ги градат градбите се добри. Добри се. Така. Но добри се. Пазат во квалитетот. Па, не е моментов сега во оваа емисија твоја, да правам некои работи што не се добри, веќе сите производители се добри. Сите треба да бидат уште подобри. Сите да нудат добар квалитет. Не векам јас дека конкуренција тој не чинува нешто. Сите се добри и нека бидат уште подобри. Да бидеме сите ние прволигаши. Да не бидеме на втора и трета лига. Да. Господин Дризи, благодарам што бевте гостин во емисијата Мојот пат. Ви посакувам добро здравје и успешна работа. Што побрзо да се изгради стадионот со тие меѓународни норми кои што ги кажавте, да заврши овој вирус и да ви тргне повторно работата во ugostителството и во рестораните кои што ги имате. Благодараме на вас. Да се надеваме дека наскоро ќе се видиме. Прво здравјето на сите нас и нашите сограѓани, фамилии. Да помине кризата, што помалце проблеми во целиот народ и да се видиме за убо наскоро во стадионот, да доаѓаш да снимиш некоја си снимка за меѓународни утакмици. Ете, поштовани гледачи, тоа беше емисијата Мојот пат. Го проследивме патот и 3-деценискиот бизнис пат на господинот Дризи. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисиме Нада.